Господине Бачев, вие сте председател на политичката партија Народното движење за Македонија. Активен сте многу одамна во многу работи. Имате учествувано во многу работи од осамостојувањето на Македонија, па ево изминаа веќе 20 години осамостојување и независна Македонија. Како ги гледате овие изминати 20 години вие како Јанко Бачев? Што ќе ни кажете за овие изминати 20 години? Кои се добрите, кои се лошите страни и така натака? Па, мој впечаток е дека македонските граѓани не се баш најзадоволни од овој 20 годишен период, како се развиваше суверената и самостојна македонска држава, бидејќи тоа веќе познато е уште на самиот почеток, први распадот на поранешната југословенска држава, ние некако темелите на нашата македонска куќа како да се поставија на искривени основи, се преземаа, да кажеме, некои штетни така стратешки потези кои што чиито последици за жал ги чувствуваме до денешно време. Инаку самиот процес на осамостојувањето на Македонија може би беше така абсурден и веројатно уникатен на меѓународната политичка сцена, бидејќи Република Македонија во тоа време стана независна и суверена држава наспроти волјата на тогашниот државен врв, бидејќи тој државен врв веќе повозрасните се сеќаваат до последен момент се залагаше за зачувување на поранешната Југославија и тоа може би од наводно, кажеме во наводници од оправдани причини, тогашниот председател Киро Глигоров, како долгогодишен сојузен функционер во поранешната југословенска држава, дојде во Белград како делегиран човек, за да се обиде пред се да го спречи македонското самостојување и ако може Македонија да ја втурне во таа преградка во некоја мини федерација која што во тоа време се заговараше помеѓу Србија, која ја заговараше Србија со Босна, Црна Гора и Македонија. А од друга страна пак вториот човек во тоа време, тогашниот собраниски председател Стојан Андов, беше можеби поотворен и појасен, бидејќи јавно обзнани дека не му е потребна независна Македонија и при тоа со својата либерална партија, тогашен сојуз на реформски сили, промовирајќи својата партиска платформа, јасно изјавуваше пред македонска дека е можна суверена Македонија, но само во рамките на суверена Југославија. И дури на денот на македонското самостојување, 8 септември, таа позната слика што се врти во македонските медиуми кога на Скопскиот поштад се славеше, беше независноста со шампањско на поштадот, тоа Нандов веќе попладне на тој 8 септември брзопотезно избега од Скопје за да не присуствува на тој свечен чин и наредниот ден на рано сабајле ја напуши државата и замена за Солун во Грција, како што кажуваше некој средби таму од Грчката стопанска комора. Од друга страна, третиот дел од таа највисока власт, тогашната експертска влада на премиерот Јусеф, во тоа време беше така еден интересен спој на министри, од кој еден дел може да го кажеме за патриотски, кој што имаше некои согледување за независна Македонија, еден дел од министрите под влијание на Буга, национална разновидност, еден ден под влијание на КОС. И за жал на тогашниот македонски државен врв, кој што не ја посакуваше суверената македонска и независна македонска држава, меѓународните процеси и околности не им одеа во прилог, бидејќи наспроти нивните залагања, тогашните моćни така центри на светската политика имаа зацркано во своите планови дека СФРЈ мора да се распаде прeko речено и така наједноставно кажано бидна и самостојната и суверена македонска држава. Значи во едни такви околности Република Македонија го започна својот пат за добивање на тоа меѓународно признавање и прием во Обединетите нации, што ќе се одвива етапно, нели? Сите знаеме дека најпрви одеше преку тие неуспешни процедури на Европската унија, како европско прашање, а потоа се префрли во ООН. И потоа на внатрешен план, сега да не се повторувам, на граѓаните им е јасно, се беше таа криминална приватизација. 2001 година имавме наменската и конструирана војна во државата. Од таа војна произлезе тој рамковен договор кој што и ден денеска е травматичен за македонската национална свест, бидејќи ја обезличи државата. И со еден збор кажано, кај македонските граѓани постои, така јас во разговори што ги имам секојдневно со граѓаните, постои речиси една неподелена согласност дека залудно се потрошени 20 години. Цела една генерација од тоа лошо практикување на власта и тие лоши потези што се влечеа во
Демократска Македонија и јас можеби така во разговори со мои пријатели, со партиите, така кога зборувам, можеби држи тезата кога велам дека Македонија можеби сега е исправена пред предизвикот повторно да го изоди тој 20 годишен пат, заради што можеби треба уште еднаш да се вратиме во 91 година, па Македонија да тргне по вистинскиот пат. Господине Бачев, мора да признам, во минатото интервју го спомнав тоа, па и сега ќе го спомнам. 2006 година дојде ВМРО ДПМН на власт. Пред да дојде, јас морам да признам, бидејќи тогаш радио Илија Милбур активно ги следеше настаните во тоа време, можам да кажам дека од сето мислење на диаспората, вашите ставови што ги имавте пред тоа и за она што откривте многу работи за предаспата на Киро Глигоров, во врска со Киро Глигоров, бевте меѓу најзаслужните за доаѓање на ВМРО ДПМН на власт. Сега, Народното движење за Македонија, кој сте вие председател, излезе од коалицијата со ВМРО ДПМН во 2009 година, на локалните и председателските избори. А сега на изборите во 2011 пак се вративте во коалиција со ВМРО ДПМН. Можете да ни кажете кои се причините поново да коалицирате? Точно е, јас тоа што го кажувате за тој придонес од аспект, да кажеме, на една помала партија во коалицијата со ВМРО ДПМН на изборите од 5 јули 2006 година, кога ВМРО ДПМН дојде на власт со победата на парламентарните избори. И сега може би така нескромно јас да зборувам за тие мои заслуги, но јас тоа го темелам на сознание кои што и добив од самиот Социјалдемократски сојуз и од ВМРО ДПМН во тоа време, бидејќи познато е дека тие така како две најголеми партии после секои избори прават некоја анализа на изборите, зошто изгубиле или зошто победиле, например СДСМ зошто ги изгуби изборите, а ВМРО ДПМН зошто победи. И во тој аналитички извештај на СДСМ е нотирано дека со моите настапи е еден од факторите кои што придонеле победи ВМРО ДПМН на тие избори, а од друга страна, од аналитички штаб на ВМРО ДПМН, кога ги прави на анализите исто така укажале дека тие наши настапи како помала партија влијале за една бројка од 25 до 30 гласови да се слеат на кондото на ВМРО ДПМН. И сега тука најголем придонес можеби конкретно беше тоа што да ги потсетам гледачите, слушателите на Радио Илинден. На 31 мај 2006 година почна да излегува во Македонија дневниот весник Шпик. Значи тој почна да излегува на месец дена пред изборите. Изборите се одржаа на 5 јули. И во тој од првиот број, значи тогашниот главен уредник ми упати покана да бидам колумнист во Шпик со самото негово излегување. Јас имав еден серијал за тајната полиција, злоупотребите на тајната полиција во Демократска Македонија, кој што го расветли целиот тој систем на злоупотреба од Ранко Црвенковски од 91 година до 98